Кои се луѓето што шпионираат денес, зошто и како го прават тоа и какви се нивните меѓусебни односи? На овие прашања се обидува да одговори представата Демнејки го Годо, која во камерен формат на малата сцена на театарот Комедија ја постави младата режисерка Сибел Абдиу. Постановката е базирана на текстот од словенечкиот автор Драго Јанчар, кој го напишал како рефлексија на случувањата во поранешната југословенска заедница, инспириран од драмската класика на абсурдот Чекајки го Годо од Самуел Бекет. Па тоа е една мала реплика заправо на велики текст абсурда. Мотивисало ме тоа да сам и сам видео, бил тоа неки период, баш тај период промена, када сам видео да со неке ствари заправо дошле до абсурда у старом систему, у старим системима у коjem смо живели, уходање људи, забранивања и така дале. И то ме мало мотивисало да употребим тај неки прави, како би рекao, исконски абсурд Бекетов за да поставим абсолютно неку конкретнiju ситуацiju, иако е таа ситуација мало абстрактна. За разлика од оригиналниот текст на Јанчар, во кој нема јасни назнаки за профилот на лицата што демнат, па и за Годо, кој е цел на демнењето, а приказната е за лица заробени во минатото, кои шпионираат, затоа што и порано тоа го правеле, за режисерскиот концепт на Абдиу направена е адаптација на текстот со која действието е осовременето и поинаку пренесено. Ние дадовме еден друг аспект на целата приказна и го ставивме демнењето во втор план. Повеќе се бавевме со ликовите и со односот помеѓу ликовите во работна атмосфера. И тоа го пробавме да го прилагодиме малку инспирирани од секојдневието, од луѓето околу нас во било која работна позиција, бидејќи мислам дека секоја професија има многу слични ситуации. Текстот доби некои си промени во себе, кои што направивме рокади, менување на текст и прилагодување на не наше време, туку наш однос, нашиот народ, нашата ситуација, така и затоа има големи, огромни пораки представата. Од професионален однос, преку покажување љубов до тепачка како катарза и хумана, топла завршница. Вакви емоции споделуваат ликовите Франц, Јозеф, Фелицита и додадените Франка и Јозула, додека го шпионираат Годо. Мултипликацијата на ликовите е во интерес на првата копродукција меѓу турскиот театар и комедија за 9 години колку што ја делат истата сцена. Тоа е многу интересно, што ние порано ствари имавме копродукции, но турскиот театар веќе повеќе од 10 години, може да и 15 години, немаше никаква копродукција. И ова беше редно веќе со театар комедија во иста зграда, ајде да кажеме барака, работиме заедно, споделуваме многу работи и тек овој пат имаме копродукција со целокупна техника и глумци. Жанровски, представата е мешавина од комедија и абсурд, што оди до гротеска. Сова, знаеш го кафе прозорецот? На, поголем. Не само прозорецот, бе, се е поголемо, се е поголемо. Додека работевме, значи, со екипава, откривавме и тоа беше најголемиот предизвик за мене, затоа што текстот нуди секојдневно да истражуваш во него, да се втурнеш малку подлабоко. Кога веќе би бирала некој вид на комедија, тоа дефинитивно би било абсурдот, тоа и приватно е еден жанр кој што го обожавам и го следам. И прво и основно тоа ме привлече, бидејќи од режиски аспект пак абсурдот дава многу можности. Значи многу можности за многу варијации и се е поддржано. А за мотивите на ликовите да демнат, актерите велат дека ги побарале во себе. Сите некогаш, ја мислам дека сме демнеле некого. Едноставно тоа го правам онака мене како ми доаѓа природно и како јас го подразбирам тоа демнење, без разлика дали играме агенти или шпиони или полицајци, мислам.
ги доживеав, си ги најдов во мене, од мене ги извадив на сцена, како да кажам. Моравме на тој систем да работиме, затоа што и ликот како што пишува на книгата не е така играна. Во представата настапуваат и Селпин Керим и Сузан Акбелге од турскиот театар и Едмонд Сотир од комедија. Действието тече во сценски простор кој е минималистички решен со употреба на неопходните реквизити. За ваквата сценографија стои Луиджи Бејта. Костимите на Ивана Карамфиловска се спои на совремието и периодот од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, како кога Агата Кристи ги пишувала нејзините детективски романи. Изборот на музиката е на Албин Сопа, а кореографијата како дел од мизансценот ја подпишува Александра Кочовска-Начева. Представата Демнејки го Годо е освежување во нашиот театарски контекст со нов текст со кој Драго Јанчар повтор пат е присутен откако во 1986 и во 1990 година неговата драма Големиот брилјантен валцер беше поставена во МНТ и во Прилепскиот театар.